Здраво и добре дојде во уште едно видео од серијалот Најчести причини за неуспех на предприемачите. Доколку првпат ме гледаш, јас сум Александар Кочовски, бизнис ментор. Моја мисија и страст е да им помагам на предприемачите да го преобликуваат својот бизнис да им служи, а не тие да му служат нему. Во ова видео ќе зборувам за една од најчестите причини за неуспех или 9-10, не знам веќе која му доаѓа поред, а тоа е наместо да функционираат и да изградат баш само еден бизнис кој што ќе им носи 1 милион евра на годишно ниво профит, односно добивка, се обидуваат да градат втор бизнис, трет бизнис, четврти бизнис, не знам каков, што само покажува дека луѓето го хранат нивното его, а во бизнисот има едно златно правило, а тоа е дека или го храниш егото, или го храниш семејството, односно или имаш полно его, или имаш празен джеп. Едно од друго мора да се ослободи. Впрочем, доколку не имаш еден бизнис изграден кој што ти носи, да кажеме, 1 милион евра готовина, кеш, добивка, зошто би ти требало да започнеш втор бизнис, трет бизнис или не знам каков, само да го губиш времето. Еве ти само еден пример да видиш дали тоа функционира и дали ти си способен и дали можеш во овој период да го направиш тоа, или можеби денеска треба да донесеш сосема една друга одлука. Не велам дека тоа е лошо, но се си има во свое време кога тоа се прави. Замисли дека си во брак, доколку не си, и како би се чувствувал ти да живееш паралелен двоен живот. Односно, имаш две жени, 4 деца, по две во различен брак. Дали тоа би било љубов, хармонија и уживање, или би било трчај мочај. Дали ти би имал енергија да се фокусираш исто на едното семејство и дали би имал живци, нервоза, среќа, здравие, што знам што, да еднакво се посветиш и на второто семејство. Како и да е, едното мора да трпи, а оној кој што највеќе ќе трпи си токму ти, доколку ова го правиш во бизнисот. Тоа значи дека не можеме да имаме две различни визии. Тоа значи дека не можеме да имаме две различни мисии. Тоа значи дека немаш никаква потреба од 2, 3, 5 бизниси, се додека не го послужиш бизнисот да ти служи тебе, да работеш 10, не знам, 12 часа неделно, максимум, да заработуваш 1 милион евра годишно, а и да уживаш во него. Но, за да сето ова го направиш, потребно ти е фантастичен топ тим. Потребно ти е една идеална понуда. Потребно ти е една целна група. Потребна ти е еден идеален клиент. И потребно ти е еден унифициран систем каде што кој да влегува и излегува во твојот бизнис ќе биде буквално идентично како да возиш автомобил. Еден замибува возач, друг доаѓа, но го имаш возилото, се што треба е само да му кажеш дестинација, што како, влегува во автомобилот и вози. Се додека не изградиш ваков бизнис, зошто би трошел енергија и да имаш двоен, троен, петтион или не знам каков живот. Поентата денеска ми е следно. Доколку си собственик на 2-3 бизниси, не треба да правиш никаква математика, не треба да ангажираш никакви консултанти, се што треба е да одговориш само на ова едно и единствено прашање, а тоа е следно. Кој од овие 2 или 3 бизниси го работиш со страст, дури и по цена да не би бил платен да го работиш тоа? Кој од овие бизниси ти носи најголем профит, имаш фантастични клиенти и природно те тера да проучуваш, да истражуваш и постојано да ги унапредуваш сите сегменти во тој бизнис? Едноставно прашање. Ако добро примети, не реков кој бизнис најдобро ти заработува, во кој бизнис правиш највеќе пари, затоа што сето тоа е секундарно, односно како последица на твојот интерес, на твојата страст, на твојата љубов кон бизнисот, е само тој бизнис задржи го, преобликувај го да работиш 10 часа неделно максимум, преобликувај го да изградиш 7-цифрен бизнис и заработуваш 1 милион евра на годишно ниво, па подоцна биди Ричард Бренсон или не знам кој што има по 300, 400, 500 бизниси, не велам дека не е возможно,
Но за да изградиш 7-цифрен бизнис, ти треба ласерски фокус на една и само една идеална понуда и доколку го ја растураш енергијата, само го одолговлекуваш тој период. Ричард Бренсон може да има и 100 бизниси и 300 бизниси, но човекот вработува експерти. Човекот разгработува систем, јасни стратегии. Ги бира и ги вработува, ги ангажира најквалитетните луѓе, најдобрите мозоци во нашиот свет, кои што можеш или не можеш ниту да ги замислиш. Инаку, како би функционирал он со 374 бизниси, кога не верувам ни дека ги познава извршните директори на сите овие луѓе. Човекот работа само со 3 негови најблиски бизниси, односно предприемачи, луѓе кои што се негови амбасадори или апостоли, како сакаш, кои што длабински подоцна функционираат. Да работиш само 10 часа неделно и изградиш 7-цифрен бизнис, пријави се на линкот за бесплатна 30-минутна консултација и да видиме дали сме добар фит за соработка. Поздрав и се гледаме!